Инклузива на оваа тема работи подолго, од 2016 година, и по прифаќањето на препораките од страна на Државна изборна комисија ги зголеми активностите за време на локалните избори. Направиме 3.500 постери на лесно разбирлив јазик за начинот на гласање, но и со сликовит приказ. Тоа беше поддршка на лицата со оштетен слух и на лицата со интелектуална попреченост за начинот на гласање. Овие постери беа предадени на Државна изборна комисија и поделени на секое гласачко место. Значи, тоа беше сработено од Сдруженијето Инклузива. Вторите активности беа подготовка на лицата со попреченост да гласат на денот на гласање и посебен акцент беше на лицата со оштетен вид, затоа што се подготвуваше шаблон на бараво писмо, а лицата воопшто не беа подготвени на кој начин ќе гласаат со тој шаблон. Работевме во 7 града, направивме 14 обуки, од кои 7 директно со слепите лица. Верувајте дека она што го видовме и за нас беше новина. Слепите лица воопшто не знаеа на кој начин да го свиткаат гласачкото ливче и се запрашувавме во оние градови каде што не стигневме да ја одржиме обуката, како го користеле овие лица шаблонот. Но толку можевме да стигнеме, бидејќи овие обуки ги одржавме за 1 месец. Вториот вид на обуки беа за другите видови на попреченост, баш беа информативни работилници за нивното право на глас, за правото на гласање во домашни услови, но и нивното право на денот на гласање на гласачкото место. Затоа што овие лица многу пати се враќаат од гласачкото место, бидејќи не ги знаат своите права, но и пристапот до гласачкото место не им е обезбеден. Тука работевме директно со лицата, но напоредно работевме и со институциите, но и истражувавме на терен, бидејќи имавме своји наблюдувачи во цивил. За прв пат нашата организација имаше директни наблюдувачи на терен, од кои на денот на гласање во нашите канцеларии стигаа податоци веродостојни, каде што наблюдувачите беа родители на лица со попреченост или самите лица со попреченост. Значи, тие можеа да проценат дали и новините кои беа воведени на денот на гласање за локалните избори се во ред или треба уште да се работи. Едно од забелешките беше дека воопшто општинските изборни комисии и општинските изборни одбори не се обучени за начинот на комуникација со оваа категорија на граѓани. И затоа лицата со попреченост многу малку го остваруваат своето право на глас. Во моментот подготвивме прирачник за комуникација со лица со попреченост, кој е наменет за општинските изборни комисии и за Државна изборна комисија. Понатаму, нашите чекори се да одржиме обуки и на двата субјекта, за да на следните избори полесно ќе може и тие да им помогнат на оваа категорија на граѓани, но и лицата со попреченост се повеќе да го зголемуваат своето учество во политичкиот и изборниот процес. Исто така, по локалните избори одржавме обука за политички партии овдека во Куманово, на која учествуваат 10 политички партии со 25 учесника и за прв пат стапивме како невладена организација во заеднички активности со различни политички партии, односно првата обука за комуникација со лица со попреченост беше направена со нив. Увидовме на самата обука дека сакаат да научат, но досега воопшто немале можност. Во идниот период планираме да одржиме обуки за општински изборни комисии на цела територија на Република Македонија. Во моментот сме спречени затоа што имаше турбуленции во Државна изборна комисија и изнаоѓаме начини со кого да комуницираме за да се овозможи непречено одржување на овие обуки. И ќе видиме
навремено ќе известиме од кој датум ќе почнеме со имплементација на активностите. Во меѓувреме работевме во Североисточен регион на пристап до јавни информации, пак за лица со повреченост, но работевме и со општинските информатичари, за да ги адаптираат веб страниците, за да оваа категорија на граѓани има пристап до јавни информации. Им пружаме менторска подршка, како да ги адаптираат и веб страните, но и документите кои ги прикачуваат, во кој формат и како да се објавува текстот, за да може што повеќе да стигаат информациите за нивните права баш до нив. И тука правиме истражувања за веб страниците и за назначените лица за давање на информации од јавен карактер. И тука се утврди дека воопшто никој не знае на кој начин да им помогне на оваа категорија на граѓани. И оваа активност планираме да ја прошириме, но толку се нашите финансиски можности, толку се нашите капацитети. Во моментов работиме само во Североисточен регион и општините се отворија. Подпишавме 4 меморандума со 4 општини, со 4 градоначалници. Тоа е за поздрав. Значи се отворија за соработка градоначалниците и општинската администрација.